Добре дојдовте, почитувани гледачи. Денеска со нас е господин Марјан Спасовски, председател на Пензионерски синдикат на Република Македонија, и ќе имаме можност со него да разговараме на актуелни теми, на актуелни прашања. Добре дојде, господине Марјан. Добар ден, добро ве најдов. Така, кажете ни, како според вас корона кризата влие врз пензионерите? Што се однесува до последиците од новата економска криза, предизвикана со пандемијата на корона, се одразува трагично на пензионерите, односно на сите лица по возрастни над 65 години, бидејќи со COVID-19 најмногу се погодени оваа група на луѓе, да. Така. Дали вие како синдикат излеговте со некоја препорака за пензионерите, со оглед на тоа како што кажавте дека тие се и најпогодени? Да, излеговме неколку пати, дававме упатство, односно претежно ги пренесувавме одлуките и препораките на влада за почитување и препораките и мерките кои се донесени од страна на влада. Така. Сметате дека тие се и најбезбедни и тие се најсоодветни? Да, значи тие се во склад со одлуките на СЗО, така да од тој аспект ги препорачувавме да се почитуваат и мерките и препораките на владата. Така. Колку според вас владата им помогна на пензионерите во надминување на социјално-економската криза? Со првите 3 сет мерки кои ги презема владата, до сега пензионерите не беа опфатени. Така. И ја поздравуваме најавената 4-та сет мерка со која пензионерите со примања на, односно пензиите до 15.000 денари ќе бидат помогнати со платежна картичка од 6.000 денари. Така. Дали сметате можеби дека ова можеби е малку задоцната реакција, бидејќи како што кажавте првите 3 сет мерки не беа опфатени? Во однос на околината, односно во однос на сите останати држави каде што имаше до сега уште во првиот бран кога беше и во првиот сет мерки имаше помош за пензионерите. Кај нас малку закасни, меѓутоа сметаме дека и ова е добро, но во пензионерскиот синдикат сме на став дека треба да бидат опфатени сите пензионери и помошта да биде скалесто поделена. Сметаме дека сите пензионери со пензија до минималната и минималната, некаде до 10.800 денари, да бидат, односно да добијат по 9.000 денари, од 10.801 денар до 15.000 денари да добијат по 6.000 денари, додека пензионерите што имаат пензија од 15.001 денар па нагоре да добијат по 3.000 денари, бидејќи сите се изложени на дополнителни трошоци за исхрана, за лекарства кои се или за земање на одредени суплементи кои за подобрување на нивната здравствена состојба. Така. Последниот сет мерки, 4-тиот пакет на мерки, ги опфаќа 182.271 пензионер. Да. И како што кажавте, вие сакате тоа да биде скалесто. Меѓутоа сега предвидено е да земаат сите еднакво? Можеби не сите еднакво, значи пак ќе бидат опатени само 182.270 пензионери, меѓутоа мислам дека сите пензионери, некаде 7% кои се со до минималната пензија, помошта треба да биде до 9.000 денари, додека и останатите пензионери, значи, например, еве сега, тој што има 15.001 денар, за него нема да биде поевтин лекот, него ќе биде исто како и за оној до 15.000 денари. Така да сметаме дека скалестото е најправедно и можеби најдобро за сите пензионери. Така.
Вие како синдикат постојано често барате да се врати стариот член 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Која е причината за вашето барање за овој член да биде вратен? Па, пензионерскиот синдикат реагираше уште во 2018 година, кога беше најавена измената, бидејќи со членот 37 поранешното усогласување на пензиите се вршеше според движењето на просечната потрошувачка, односно трошоците за живот, 50% и 50% од просечно исплатената плата, порастот на просечната исплатена плата на вработените во Република Македонија, така да сметаме и сме на ставот дека тој систем на порамнување е пореален и со овој начин кој сме сега, пензиите претежно стагнираат во однос на старото решение. Само ќе наведеме дека во декември 2019 просечната плата изнесувала 26.836 денари, а во август месец 2019 била 25.127 денари. Значи за тој период просечната плата е покачена за 1.700 денари или 6,8%, каде 50% од тој процент веќе не влегува во порамнувањето на пензиите, во усогласувањето на пензиите. Значи, со самото тоа, пензиите веќе стагнираат во однос на порастот на просечните плати и минималната плата, која има уште поголем пораст во однос на пензиите. Следно што сакаме да кажеме дека сите пензионери во Македонија заслужуваат да имаат достоинствен живот, треба да имаат услови за здравствени и пред се да имаат можност да имаат минимална пензија со која ќе може да се оствари солиден и стандард и да може да си имаат одредени бенефити при лекувањето, односно при набавка на одредени лекови кои за сега се на негативната листа, кои мора да ги плаќаат, така да по тој аспект сметаме и стоиме на тоа дека минималната пензија треба да овозможи на секој пензионер да има достоинствен живот. Господин Маријан, ви благодариме за одвоеното време. Фала ви за тоа што бевте денеска со нас и можеме овие информации да ги пренесеме на порталот Работник, а соодветно и да допре онаму каде што се тоа е потребно. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани гледачи, бидете во добро здравје, се гледаме со наше наредно интервју. Поздрав!